Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучување на писмото кое апостол Павле им го прати на христијаните во Галатија. Текстот кој ќе го читаме и обработуваме представува една посебна целина во споредба со сите останати стихови кои ги читавме досега. На почетокот од посланието, Павле дава вовед, потоа пишува за неговото лично искуство и начинот на кој ја примил верата. Во третиот дел од посланието, кој е доктринален по природа, пишува за оправдание по вера, односно дека спасението се добива по благодат преку вера, а не по заслуга и преку добри дела. Сега, во 5 глава, пишува за тоа како има еден пат кон спасението и едно име преку кое луѓето можат да добијат вечен живот. А тоа име е Исус Христос. Минатиот пат завршивме со доктриналниот дел од посланието и со тоа денес доаѓаме до практичниот дел. Станува збор за осветувањето. Спасението се добива преку вера во Исус Христос, а осветувањето преку отвореност кон дејството на Светиот Дух. Што се однесува до осветувањето, тоа е процес во кој верникот го остава гревот зад себе, па во своите мисли, зборови и дела станува се посличен на Христос. Додека сме тука на земјата, нема да можеме да бидеме целосно свети. Но тоа не значи дека треба да престанеме да напредуваме во светоста. Никој од нас не може да живее толку свето, што Бог ќе биде сосема задоволен со нашиот живот. Исус е единствениот за кој Небесниот Отец рече: "Ова е мојот возлюбен син, со кого сум целосно задоволен." Во ниту еден друг момент и за ниту една друга личност Небесниот Отец ги нема кажано овие зборови. Затоа, ние сме повикани да растеме во светоста. Во Новиот Завет пишува дека Светиот Дух е оној кој ни помага во процесот на растење во светоста. Во овој дел од посланието, Павле пишува за тоа како духот и телото се противат еден на друг. Со други зборови, или ќе му дозволиме на духот да живее преку нас и ќе растеме во светоста, или ќе живееме телесно и нема да имаме никаков напредок во процесот на осветување. Духот носи слобода, а телото носи робство. Духот е символ на Евангелието, а телото е символ на законот. Како што веќе видовме досега, аргументот на апостолот Павле е дека законот, односно починетоста под законот, води кон еден вид духовно робство. Израелците во Стариот Завет го добија законот, но не им беше даден за да можат преку него да го заслужат простувањето на гревовите и спасението за нивните души, туку за да станат свесни за своите гревови и за потребата од Божјата милост и спасение. Целиот Стар Завет, она што во времето на првата црква се нарекувало писмо, сведочи дека никој не може да се спаси преку почитувањето на законот. И покрај тоа, сепак во црквите во Галатија дошле лажни учители со еврејско потекло, кои упорно проповеделе спасение преку дела. Тие тврделе дека смртта и воскресението на Исус Христос се добра почетна точка, но тие се само дел од заслугите кои верникот треба да ги има за да се спаси. Со други зборови, ако некој сака да се спаси, не само што треба да верува во Христовото дело, туку мора да покаже добри дела во согласност со законот. Токму затоа, Павле пишува за слободата која верниците ја имаат во Христос. Темата на првите 15 стихови од оваа глава е слободата во Христос и исполнувањето на Христовиот закон, кој е закон на љубовта кон Бог и кон ближниот. Ке го прочитам првиот стих. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да читате заедно со мене. Стојте во слободата со која Христос не ослободи и не се подавајте пак под робски јарем. Апостолот Павле вели дека не само што сме спасени преку вера, туку и сме повикани да живееме по вера, а не по законот. Тука сакам да напоменам нешто многу важно, а тоа е дека законот сам по себе не е лош, туку поентата е дека ние не можеме да го исполниме. Тоа не значи дека треба да живееме спротивно на Божиот закон, даден преку Мојсей. Например, ние се уште треба да се стремиме да живееме според 10 заповеди, но не за да ја заслужиме Божјата благонаклоност, туку бидејќи веќе ја имаме. Некои луѓе низ годините ми рекле дека ширам лажно христијанство поради овие мои ставови. Но всушност тоа не се мои ставови, туку на Библијата.
Самото писмо ни кажува дека добрите дела не придонесуваат кон нашето спасение, ниту пак ни помагаат да ја добиеме Божјата љубов. Единствените луѓе кои го добиваат спасението се оние кои признаваат дека немаат што да дадат и дека зависат исклучиво од Христовите дела и заслуги. Тоа се однесува на самото спасение, но исто така и на светоста. Затоа Павле им вели на галатјаните да стојат во слободата која имаат во Христос и да не се впрегнуваат во робскиот јарем. Робскиот јарем се однесува на идејата дека спасението се добива преку пазење на законот и дека и светоста се постигнува со човечки напори. Павле не им вели на христијаните во Галатија дека треба да живеат како сакаат. Кога зборува за слободата во Христос, тој не мисли на распуштен живот, туку на живот кој се живее врз основа на верата, а не на законот. Секој кој е во Христос го има вечниот живот и она кое Павле го нарекува слобода во Христос. Да се биде слободен во Христос значи да се живее на начин кој му е угоден нему. Секој кој има слободата во Христос се стреми да му угоди на Господ, а не на другите луѓе. Апостолот Павле им порачува на галатјаните, но и на нас денес: стојте во слободата со која Христос не ослободи и не се подавајте пак под робски јарем. Стих 2. Еве, јас, Павле, ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. Како што во денешно време луѓето на себе носат униформи или лого со кои покажуваат за која организација работат, така во Стариот Завет, а и во времето на првата црква, луѓето се обрезувале за да покажат дека живеат под законот. Всушност, кога лажните учители дошле во Галатија и им рекле на христијаните да го почитуваат законот, покрај другото тие ги обедувале да се обрежат и со тоа да покажат дека навистина му се послушни на Бог. За разлика од нив, апостолот Павле вели: ако се обрезувате, со тоа покажувате дека не сакате спасение по благодат, туку врз основа на заслуги. По такви услови Христовата смрт и воскресение немаат никаква важност за вас. Се надевам дека разбирате зошто Павле ги напишал овие зборови. Постои добра и логична причина за тоа. Ако некој го исповеда Христос за Господ и Спасител, таа личност всушност вели: јас сум грешник и имам потреба од спасение. Не можам да го заслужам спасението. Потребна ми е Божјата благодат. Тоа е Евангелието, дека Бог не спасува не поради наши заслуги, туку поради верата во Неговиот Син, Исус Христос. Оние кои во Галатија верувале дека покрај верата во Исус треба исто така и да се обрезат, всушност верувале во спасение не само по благодат, туку и врз основа на лична заслуга. И тоа е навистина опасна доктрина. Зашто ги става луѓето во позиција во која треба да извршат невозможна мисија. Со самото нивно инсистирање дека треба да се обрезат за да бидат спасени, тие луѓе индиректно тврделе дека Исусовата смрт и воскресение не се доволни за да обезбедат вечен живот. А пак, ако Неговата смрт и воскресение не се доволни за наше спасение, тоа значи дека Бог не е доволно силен за да не спаси и потребна му е и наша помош за да го стори тоа. Сваќате колку е ова абсурдно, нели? Затоа Павле им вели на галатјаните: ако се обрезете со цел да го добиете спасението, тогаш сакам да знаете дека Исусовата смрт и воскресение немаат никакво значење за вас и нема да ви помогнат. Тој всушност им вели: ако мислите дека можете и треба да им додадете нешто на Исусовите страдања, ако мислите дека на Бог му е потребна вашата помош за спасението, вие не сте го сватиле Евангелието како што треба. Доктор Шафер е еден познат христијанин од минатиот век кој живеел и творел во САД. Тој многу добро го објаснил тоа што сакам да го доловам. Еве што рекол: мислам дека еден ден кога ќе се појавам пред Христос, тој ќе ми рече: зошто си тука? Ќе одговорам: бидејќи поверував во тебе. Потоа ќе ме праша: тоа е навистина добро и мило ми е за тебе, но кои се твоите достигнувања? Ќе одговорам: немам никакви достигања со кои можам да се пофалам. Исус ќе ми рече: зарем не беше претседател на теолошки факултет? Јас ќе му речам: да, но не се надевав дека ќе бидам спасен поради тоа. Исус ќе рече: но знам и дека си крстен. Ќе му одговорам: да, но не се надевав дека тоа ќе ме спаси. Тој ќе продолжи и ќе ме праша: знам исто така дека имаш направено многу добри дела и имаш помогнато на голем број луѓе. Како и претходно, ќе му речам:
Вистина е тоа, но никогаш не предпоставив дека ќе бидам спасен поради тоа. На тоа Исус ќе ми рече: тоа значи дека вистински си го сватил Евангелието. Дојди во мојот спокој, добар и верен слуго. Прашањето кое сакам да ви го поставам е следното: дали вие верувате во Исус на таков начин? Апостолот Павле многу јасно кажува дека тоа е единствениот начин на кој можеме да се спасиме. Само преку вера во Исус Христос. Тоа значи дека оној кој мисли дека ќе го заслужи спасението со добри дела или пак со религиозни обреди и ритуали, не може да се нарече христијанин. Немојте да ми се љутите мене за тоа. Ова е Божиот збор даден преку апостолот Павле. Ке го прочитам стих 3. А му сведочам пак на секој човек што се обрезува дека тој е должен да го почитува целиот закон. Ова е слично на тоа што Јаков го вели во своето послание. Не смееме на законот да му пристапиме селективно и да го прифаќаме и практикуваме само тоа што ни одговара, а останатото да го отфрлиме како неважечко и нерелевантно. Јас сум навистина благодарен на Бог што целосното почитување на законот не е предуслов за спасението, бидејќи никој од нас не може да го направи тоа. Бог не спасува поради жртвата и воскресението на неговиот совршен син, кој се даде на крстот како жртва и замена за нашите гревови. Павле вели: ако толку сакате да се обрезувате, сакам да знаете дека со тоа влегувате во јаремот на законот и ќе мора да го пазите до најмал детал. Стих 4. Вие, што посакавте да се оправдате со законот, го изгубивте Христос. Отпаднавте од благодата. Еве всушност која е пораката на Павле до галатјаните. Ако го прифативте спасението преку вера во Христос, со самото тоа што сакате да се оправдате и преку законот, вие всушност отпаѓате од благодата. Токму тоа е значењето на зборовите отпаѓање од благодата. Кога некој ќе престане да живее во светло на Божјата благодат, прикажана на крстот на Голгота, таа личност отпаѓа од благодата. Со тоа што сакаат да се оправдаат преку пазењето на законот, галатјаните беа тргнати во насоката чија крајна дестинација е отпаѓање од благодата. Мене лично многу ми се допаѓа овој термин отпаѓање од благодата. И мислам дека многу добро ја опишува не само духовната состојба на црквите во Галатија, туку и на сите луѓе кои престануваат да живеат во согласност со христијанската вера. Не сакам да навлегувам во тоа дали христијанинот може да го изгуби спасението или не, бидејќи сметам дека не е време и место за тоа. Но генерално гледано, сметам дека секој кој се смета себе си за искрен христијанин, мора да биде внимателен во однос на отпаѓањето од благодата. Немојте да мислите дека ова било опасно само за галатјаните. Секој од нас ќе се најде во искушение да отпадне од благодата, односно да го напушти патот на Христос и да тргне по патот на легализмот, самоправедноста и слично. Ако ја читате Библијата, ќе забележите дека во неа се спомнати две важни нешта поврзани со човекот и неговото општење со Бог: спасението и светоста. Спасението во својата суштина е дело преку кое Бог го оправдува грешникот поради неговата вера. Од друга страна, процесот на светост ги вклучува делата, односно живење во светло на христијанската вера. Да се живее свет живот значи да се живее на поинаков начин од тоа што овој свет го промовира и поттикнува, како и да се следат упатствата и принципите кои ги читаме во Библијата. За жал, денес се поретко се зборува за светост во црквата. Не знаејќи ја важноста на светоста во христијанскиот живот, некои луѓе се посветуваат само на служба и мислат дека е доволно да му служат на Бог во црквата, па се додека го прават тоа, не е важно како живеат, како се однесуваат, со кого се дружат и слично. Затоа сметам дека има многу поголема потреба да се проповеда за светоста и треба да обрнеме особено внимание на тој аспект од христијанскиот живот. Може би тоа е една од причините зошто некои луѓе не сакаат да и пристапат посериозно на христијанската вера и се држат што подалеку од црквата, бидејќи виделе христијани кои исповедаат вера, но не живеат во согласност со тоа што го исповедаат. Нема ништо лошо во тоа да се исповеда христијанската вера и да им се кажува на другите за љубовта на Господ Исус Христос, но мораме да почнеме да го практикуваме тоа што го зборуваме. Процесот на осветување се сведува токму на тоа, на живот во светло на поуките, смртта и воскресението на Исус Христос. Кога станува збор за светоста, важно е да знаеме дека Бог не бара од нас да живееме свет живот со своји сили.
Новиот завет вели дека на оние кои се Христови, Бог им дава нова природа и дека Светиот Дух живее во нив. Токму Светиот Дух е изворот на силата која ни е потребна за да живееме свет живот. Ние самите немаме сила за да живееме живот кој му е угоден на Бог. И затоа ни е потребна помошта од Светиот Дух. Во Римјаните 7:18 апостолот Павле признава дека во него нема сила да живее во согласно со Божјата волја. Во 7:24 тој вели за себе: "Јас сум навистина грешен човек." Тој не го кажува тоа за да каже дека нема начин како да се спаси, туку само да каже дека во самиот него нема сила за да живее свет живот и дека има потреба од помошта и водството на Светиот Дух. А истото се однесува и на секој од нас. Тоа што треба да го имаме на ум во однос на светоста е дека истата се очекува од секој кој ја исповеда христијанската вера и кој тврди дека го има спасението. За жал, животот во светост на некои христијани е како живот на месечината. Не размислуваат за такво нешто. А и кога некој ќе им го спомне, мислат дека е невозможно да се постигне. Сакам да знаете дека ако сте во Христос, Бог очекува од вас да живеете свет живот и ако му дозволите, ќе ви даде сила да го сторите тоа. Христијаните се спасени преку благодат и растат преку благодат. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на оваа глава. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.